Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, представници на владата, медиуми. Јас имам две пратенички прашања. Едното е за министерот за транспорт и врски, а другото е за вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, која што имаше писмено известување дека ќе е одсутна од ова седница за пратенички прашања. Па не го гледам тука ни премиерот дека е присутен, доколку добро. Јас ќе почнам со првото прашање кое што е до министерот за транспорт и врски, а кое се однесува за фамозниот и вечен автопат кој се гради во Република Македонија, тоа е автопатот Кичево-Охрид. И ќе го прашам министерот дали ќе се изгради автопатот Кичево-Охрид во предвидениот рок до 31.12.2023 година и доколку не се изгради и се поднесе нов анекс на законот за повторно продолжување на рокот, дали министерот заедно со анексот ќе си ја поднесе и оставката негова за неговото неработење. Дали ќе си поднесе одговорност, бидејќи тој е директно одговорен за тоа што овој автопат остана да се гради 6 години, односно да не се гради, и за тоа што 4 години наназад ветува дека овој автопат ќе се изгради нели првично до јуни 2021 година, па после тоа се донесе нов анекс до 31.12.2023 година, односно оваа година. Ова прашање произлегува и од фактичката состојба на терен на овој автопат, каде што работите не мрднуваат од место 6-та година поред. А дополнително на ова, што на терен не се работи, пред 2 дена и вистинскиот министер за транспорт и врски во Република Македонија Артем Груби излезе со изјава дека е можно пробивање на предвидениот рок за изградба на овој проект, кој што го нарече несреќен проект. Па јас еве од тука да му порачам на господинот Артем Груби дека не е овој проект несреќен проект, туку несреќна е Република Македонија, затоа што има ваква влада и вакви министри кои што не знаат да го завршат еден автопат кој што го наследија со 50% реализација. Затоа е Македонија несреќна, бидејќи има вакви луѓе кои што едно ветува, а друго донесоа кога дојдоа на власт. И овој автопат остана на тие 50% колку што беше реализиран во тие 2 години во владењето на ВМРО ДПМНЕ. Овој автопат е далеку од завршување, до тој предвиден рок знае и министерот, затоа сакам да ми одговори конкретно на прашањето, не сакам политички одговори, сакам конкретен одговор дали ќе ја поднеси својата оставка заедно со анексот кога ќе се поднесува тука во собранието. Затоа што вие сте најодговорен за тоа што овој автопат 6 години не се гради. Не ја имате завршено експроприацијата после 8 години од кога е започнат овој проект, а 6 години се ваше владење. Не сте почнати ниту со изградба на алтернативните патишта, затоа што најверојатно сте премногу зафатени со отварање на фирми за производство на електрична енергија, отколку да се фокусирате на изградба на овој автопат, за кој што граѓаните секојдневно апелираат да се изградат. Ветувавте дека ќе се изградела, ќе се пуштела во употреба делницата од Требеништа до Охрид, ни од тоа нема ништо. Секојдневно гледаме дека таму се вози не на автопат, него повеќе од полски пат. Сега ветувате дека до крај на годината ќе сте пуштели делницата од Врбјани до Охрид и за тоа не сте способни и тоа нема да го направите, затоа што, ви кажав, сте многу далеку на терен
Јас знам дека секојдневно излегувате на терен, се сликате таму, до тука е реализацијата, до таму е реализацијата, но реализацијата е до никаде, почитуван министер. Од кога сте на власт, само предложувате до ова собрание анекси, во кои што и цената на овој автопат ја зголемивте, и од првичните 400 милиони евра стигна на 600 милиони евра, а пред да дојдете на власт во 2017 година, вие и за таа цена викавте дека е висока. А за на крај сега да ветувате дека покрај и ова што не го изградивте, што го наследивте со 50%, дополнително ќе сте градели автопати во должина од 110 км. Јас не знам дали мислите дека некој ви верува во Република Македонија, дека вие ќе изградите нешто покрај сето ова што го гледаат на терен секојдневно, дека ништо во оваа држава не е изградено. Затоа што не се гради со видео во кое што премиерот објаснуваше дека граѓаните на Охрид патувале по модерен автопат на видеото. Не се градат автопати со видео, почитуван министер. Не се градат автопати со ветување и со зборување дека се изградиле 1300 километри патишта кои што никој не ги видел. Граѓаните од оваа власт не видоа градење, видоа само крадење во овие 6 години. Второто мое прашање се однесува за вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, која што кажав дека има писмено известување дека не е тука ниту премиерот, па еве доколку некој од министрите се осеќа дека може да ја одговори на ова прашање, слободно нека одговори, доколку не сте во можност и писмено може да ми одговорите. А се однесува за тоа, прашањето е за кои владини функционери ДКСК има доставено иницијатива за утврдување на одговорност, за кои случаи и како е постапено по тие случаи. Ова прашање се наметна од фактот дека во изминатиот период Државната комисија за спречување корупција доставува до вице-премиерката иницијативи, барем од тоа што сме запознати, што излегува во јавноста, има неколку случаи, јас ќе ги спомнам. Еден таков случај е во кој се бара оставки од министерот Османи и Нуредини, затоа што на локалните избори се гледа како министерот за надворешни работи Бујар Османи и министерот тогашен за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини користат службени возила за партиски цели. Од кабинетот на Грковска не дадоа ниту за овој случај конкретен одговор, освен дека штом стигне предметот до нив ќе постапат според Кодексот за етичко однесување на членовите на владата. Вториот ваков случај во кој што Државната комисија за спречување корупција кажа дека постои сомневање дека председателот на Агенцијата за млади и спорт и членовите на Централната комисија во 2020, 2021 и 2022 по пат на искористување на службената положба и несовесно работење, заобиколувајќи ги законските процедури, извршиле распредел на средства со што го оштетиле буџетот на државата, но и лицата што имале законско право на вакви средства, а не им биле доделени. Има уште еден случај, тој е случајот во кој што Државната комисија за спречување корупција бара одговорност од Оливер Спасовски за сообраќајната несреќа на Бесатранс, во која што загинаа, односно живи и изгореа 45 луѓе. Комисијата утврдила дека министерот не постапил правилно, бидејќи по добиениот извештај од инспекторот кој извршил контрола и утврдил неправилност во работењето на станицата, не издел наредба во предвидениот рок од станицата да ги отстранат неправилностите. И последниот случај е случајот за кој што и вчера зборуваше председателката на Државната комисија за антикорупција, а тоа е за семејното патување на премиерот во Америка, во кое што кажа дека чека на вице-премиерката да постапи за да може да поднесе
за да може да поднесе предмет. Па еве, до вице-премиерката, до